Почитувани гледачи, добро вечер и добродојавте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин во ТВ Ординација за прв пат вечерва е доктор Митко Караѓозов. Докторе, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер на вас, на вашата телевизија и на Струница. Така. Доктор Караѓозов е торакално-васкуларен хирург во Аџибаден, Сестина, и вечерва со докторот зборуваме за карциномот на дојката. Карцином кој што последните неколку децении зема се поголем замав, не бира веќе возраст. Ако допред неколку години се мислеше дека карциномот на дојката важи за болест која што ги напаѓа жените после 40-тата, веќе не е така. За карциномот на дојката има две битни работи кои што се многу битни. Првата работа е, че јас сум во овој замек полни 36 години и кога го почнував моето хируршко патот на мојата хируршка кариера, значи жена која што ќе дојдеше со 60 на години, беше старо 60 години, со карцином на дојка, беше млада е, ќе умре од карцином. Денеска, значи после 30 години, секојдневие ни се пациентки меѓу 30 и 40 години, а неретко се и пациентки меѓу 20 и 30 годишна возраст. Значи, првата работа е што границата на карциномот на дојка се спушти на ниво кое што е во многу ги побива практички сите теории за годините и статистики по Светската здравствена организација кога карциномот на дојката е најчест. Првото е тоа, а второто е нешто кое што е многу битно за карциномот, кое што укажува на една болест која што во основа има лошо име. Карцином е секогаш врзано со смрт. Карциномот на дојка денес во светот е излечива болест, дури 99%. Значи, излечивоста на карциномот во зависност на името и презимето и на стадиумот на развојот на болеста е излечив од 60 до 99%, што е реткост за карциномската болест. Значи, карциномот на гениталиите, на матката, на порцио вагинали сутери, карциномот на јајникот и карциномот на дојката спаѓаат во групата на практично излечиви карциноми. Тие две нешта бараат организација на здравствен систем и здравствена свест кај секоја пациентка. Зашто? Затоа што како и кај сите карциноми, за да биде излечив, треба да биде навремено откриен. А за да биде навремено откриен, треба редовни прегледи. За да имате редовни прегледи, треба да имате сериозност во државата, во здравствениот систем на државата и здравствена просветеност на народот. Ние се бориме со години сето тоа да го внесеме длабоко во душата на секоја жена, за да може само свеста да проработува и да се створат навики, да се оди, речеме, на забар, да се оди на преглед и на дојките, да се оди на преглед на гинеколошки, да се оди на гинеколошки преглед, затоа што со систематските прегледи и редовните прегледи што треба да се прават еднаш или два пати годишно во зависност на хормоналната состојба на жената. Тоа значи, што значи хормонална состојба? Жлезданото ткиво на дојките е во директна корелација со хормоните од јајниците. И се што се случува на ниво на хормони од јајници се одразува на жлезданото ткиво на дојките. Доволен еден стрес, психички, физички, да ги поремети хормоните од јајниците, тие пореметени хормони од јајниците ќе го пореметат жлезденото ткиво на дојките, стресот ќе помине, гајлето ќе помине, хормоните ќе се смират, ама последиците од чекнатите хормони на јајниците врз жлезденото ткиво на дојките останува. И така, врз основа на тие секојдневни хормонални стресови што се случуваат во животот на секоја жена, и со тие секојдневни промени на жлезденото ткиво, жената како старее нема исти поградба дојки. И тоа се нештата кои што се основа за провокација на настанување на туморозни формации во дојката на жената. Со само прегледувањето
на дојките. А дојките се најдобри за преглед во зависност на циклусот меѓу 5-тиот и 8-тиот ден од првиот ден на карварењето. Во тој период нивото на хормоните од јаниците во крвта е најниско и тогаш дојките се најадекватни за преглед. Во тој период од циклусот, ако си прави жената преглед, само преглед, еднаш месечно, и ако на 6 месеци прави редовни прегледи, но редовни прегледи кај компетентни доктори, кои што знаат што е секоја промена на дојката и имаат едукација и сенс да откријат постоење на туморозни формации, жената треба да спие раат, затоа што и да го открие, и да заболи од карцином на дојка. Ако го открие на време, излекувањето на тој карцином може да биде 99%. Сега, постои пат на движење на нештата. Значи, дали самата жена или компетентен доктор, која ќе напипи и ќе открие некаква промена во градбата на дојките, односно кога ако има доволно искуство докторот со еходиагностика, значи карцином на дојка односно тумор на дојка ќе почне да се пипа. Тоа е веќе понапредната фаза. Тој барем 6 месеци, може би година дена веќе живее во организмот на жената. Најдоброто нешто е кога ќе се открие во фаза кога е во големина од милиметри, а напипувањето на карцином на дојка кога е со големина од милиметри. Посебно ако се работи за големи дојки, волуминозни дојки, па чак и за мали дојки е исклучително тешко, практички невозможно. Но тогаш тој карцином може да се открие од исклучително искусен ехоиста кој што се бави со болеста на дојка, кој што го имаме ние во нашата болница Аџибадем Систина. Значи, ја доаѓам од 30 години работев на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, каде што меѓу другото го лекувавме и карциномот на дојката, а сега со истата болест се бавам во приватната болница Аџибадем Систина, каде што имаме тимски пристап кон целата приказка во лекувањето на карциномот на дојката и таму постои една докторка кој што се вика Маја Чапова, еден раскошен доктор кој што има сертификат за работа во Европска унија, али ви може да имате 100 дипломи, али ако немате сенс за нешто, за тродимензионалност и ако немате квалитетен апарат, тогаш визуализирањето на такви тумори е практички невозможно. Така, доктора, извинете, ќе ве прекинам. Значи, бидејќи емисијата ни оди во живо, јас сакам да упатам апел до сите гледачи на ТВ Ординација, се она кое што ве интересира и е поврзано со карциномот на дојката, дали веќе е поминал во оперативна фаза или не, или пак се уште остануваме на симптомите, можете да се јавувате на 347 111 и прашањата да ги оставате во режија. Ќе направиме кратка пауза за некое време, па ќе бидат истите и одговорени. Јас се извинам, доктора, што ве прекинав, само да им кажам. Вие сте домакинката и вие водите играта, така да тоа е ваше. Значи, морате да имате нешто кое што, тоа значи технологија, тоа значи квалитетен доктор, искусен доктор, кој што може да ја промени во таа најрана фаза да ја открие. Ако се визуализираат тие промени, вие морате пред да почнете со лекувањето на карциномската болест да дојдете до диагноза. Значи, сомневањето треба да се воспостави со ехо апарат, следниот чекор и правењето на мамографијата. Мамографијата како метода, посебно дигиталната мамографија, иста така една метода која што може да даде многу, но може и многу да го оддалечи пациентот од откривањето на вистината, ако не се направи технички како што треба. Следниот чекор е воспоставување на цитолошка или патохистолошка диагностика. Тоа се прави со тенкоиглена биопсија или со кор биопсија. Значи, или тенкоиглената биопсија покажува, секогаш треба да се направи под контрола на ехо, се визуализира со сондата од ехо
туморозната формација и искусен доктор треба да боцне да влезе во средината на туморот, таму каде што се промените. Оти кога имате вие било каков тумор, ако иглата отиде надвор од туморот или не го погоди делот од туморот во кој што веќе клетките се променети, веќе добиете лажно негативна дијагноза. И затоа е многу битно компетентност во било која дијагностика. Кор-биопсијата е само подебела игла и вадење на парче од туморот. Исто треба да се направи под контрола на ехо и цело време ја инсистирам на еден збор компетентни доктори. Многу е битно, затоа што во секојдневната пракса има многу, во нашите ординации, има многу жени, многу пациентки кои што одат на редовни прегледи, а се пропуштени токму заради некомпетентните прегледи кои што се направени во процесот на следење на промените во дојките кај жените. Цитолошката дијагностика што е? Цитологот, односно патологот, ќе ви каже, ги гледа промените на клетките од туморот и ќе ви даде дали тој тумор е прва, втора, трета, четврта или петта класификациона група. Прва и втора група се тумори кои што се безопасни. Трета е ни тм ни вм, значи клетките почнале да се менуваат, но се уште може да биде безопасен, може да биде карцином. Четврта е веќе тргнато кон карцином, а петта група е тумор во кој што клетките кои што го градат веќе се карциномски клетки. И кои ќе дојдат пациентки со овој документ од цитологија со петта класификациона група, веднаш кажат, докторе, ја имам петти стадиум на болест. Не. Петта класификациона цитолошка група е ознака само за постоење на карцином. Ништо повеќе од тоа. Ако се направи кор-биопсија, значи се извади парче ткиво од самиот тумор, и ако е тоа пак, ќе кажам, компетентно направено, тогаш може да се даде точното, уште со биопсија, точното име и презиме на карцинома, затоа што ги има повеќе карциноми на дојка со различни имиња и презимиња кои што имаат различна прогноза, а таа прогноза е, пак ќе кажам, во лекувањето од 60 до 99%. Од кој ќе добиете дијагностиката, многу е битно институцијата каде што ќе се одредите да го започнете процесот на лекувањето, да биде повторно компетентна, стручна, обезбедена со сериозен кадар, кој што знае да лекува карциномска болест, но и да поседува технологија со која што ќе може тоа лекување да биде така како што е. Ја повторно ќе кажам, доаѓам од болница која што е таква каква што е, Аџибаден Систина, болница која што има и едно и друго. Врвна технологија и навистина сериозни, многу искусни експерти кои што знаат да се впуштат во лекувањето на карциномската болест. Нешто што ја одликува Аџибаден Систина и што ја одвојува од другиот здравствен систем е тимскиот пристап кон лекувањето на карциномската болест. Тука се сите дијагностичари од Рентген институтот, тука сме ние хирурзите, тука се патолозите, тука се онколозите, тука се психијатри, тука се диететичари. Значи, тоа е еден тимски пристап како што се работи секаде во светот. И секој пациент што ќе го довери лекувањето во клиничка болница Аџибаден Систина, ќе го добие се она што би можел да го добие кога би се одлучил да се лекува од карциномска болест било каде во светот. Сега, кога веќе имате воспоставена цитолошка или кор-биопсија дијагностика, треба да почне лекувањето со операција. Типот на операцијата се одредува врз основа на многу чинители. Може да се извади дел од дојката, може да се извади целата дојка, во секој случај се вадат железите под мишка. Кој тип на операција ќе се направи, ние во нашата болница тоа го правиме после приемот на секоја пациентка и се прави магнетна резонанса на двете дојки. Зошто? Затоа што карциномот на дојката може да биде монофокален, може да биде мултифокален, може да биде во едната дојка, може да биде во двете дојки во исто време.
Јас ви реков, овој занет го работам 36 години и порано првиот чекор во диагностицирањето на карциномот на дојката беше напипување на туморот. И вие ќе го напипате, ќе му направите биопсија, ќе докажете дека е тоа карцином. После 6 месеци доаѓа пациентката и направено е, не извадена целата дојка, него врз основа на сите параметри немало потреба да се извади целата дојка. Е млада жена во прашање, сте направиле она што е во тој момент најдобро за пациентката. Сте извадиле дел од дојката и жлездите под мишка. После 6 месеци доаѓа со напипување на нов тумор. И однав почнува паника, не е добро опериран. Не е во прашање добро или лошо опериран. Во прашање е нешто што тогаш ни беше недостапно, денеска со магнетната резонанса ни е достапно. Тоа е мултифокалноста на карциномот. Значи, вие сте го напипале или она што се пипа. Но постои нешто микро што веќе е карцином со на друга локација во истата дојка или на другата дојка, а вие не можете да го пипате, а на дигиталната мамографија или на обичната мамографија не се гледа. А на магнетот се гледа. Затоа што магнетот е една современа технолошка метода која што се дава венски контраст, кој што се врзува за клетки, за карциномските клетки во самата дојка. И ако имате вие нешто што се пипа или нешто што доктор Качапов во 3 мм не да го открива што не се пипа, но се гледа на ехо. Другиот дел од дојката е чисто таа и од другата. Кога ќе го направите магнетот, тогаш вие се осветлувате како доктор, затоа што можете да видите уште некој фокус, и ако има уште некој фокус, тука нема дилема во истата дојка, дека треба да се извади целата дојка со жлездите под мишка. Ако е тој еден фокус, во таа ситуација со чиста совест вадите дел од дојката со жлездите под мишка, и ако се појави нешто на другата страна, го додиагностицирате и кога влегувате во операционна сала да го решавате хируршки карциномот на дојка, ги решавате едната и другата дојка. Ја скратувате процедурата и давате шанса на пациентката со брза рехабилитација на душата и со се она што треба онколошки понатаму во лекувањето, се заврши целата приказка како што треба. Карциномот на дојката. Значи, покрај се, најбитно е, ја верувам дека, пошто низ мојата ординација и операциона сала со сите овие години поминале многу иструмичанки. Или вие сте регионална телевизија, поминале жени кои што се од овој регион, кои што ја гледаат оваа емисија. Можеме многу зборови од сега со вас што ги правам, бидејќи овој муабет кога го правам, јас сакам со секоја пациентка да посветам доволно време и простор, и време и страпление, за да им олеснам на душата, затоа што првото напипување на било што, уште кога не знаете дали е карцином или не е карцином, за секоја жена е стрес, е страшна трагедија. И тогаш, пошто ние сме такви какви што сме, почнуваат право врски, пријателства, кој е најдобар, олимпијада за доктори нема, ама секоја се тражи да биде тоа нешто најдобро. И кога ќе дојде, пациентката е како глувче во дупка. Исплашена до безсвеси назад. И вие тогаш треба да ја опуштите. И треба да ја раскажете се. Ама најбитно е тоа што ќе го зборувате да допре до неа. И тогаш вие кога сте исплашени, има ваква една блокада на она што допира или не допира од вас. И кога ќе објасните дека боледува од болест, која што има страшно име, но болеста не е страшна. Чак и да е карцином, и ако го докажеме карциномот, и ако е на време сето тоа почнато во лекувањето, шансите да биде излечена се и 99%. Ама за сето тоа треба да помине време. Значи, од моментот на почнување на лекувањето треба да поминат 5 години, за да сте вие сигурни дека сте излечени од карциномската болест. Но никој нема волшебно стапче, абу сега е 2020 година и вие сте дефинитивно излечени. Значи, ден за ден треба да помине. Но, многу е битно ако легнат нештата. Али за да легнат нештата треба
многу објаснување, многу зборување. Во таа ситуација, пациентката ја секој што го велам, вие ќе живеете и ќе умрете од оно што ви е пишано од Господ. Од карциномот на дојка нема да умрете. Но дали ќе живеете квалитетно вие и вашето семејство, зависи од тоа како ќе ја прифатите болест. Сите сме од крв и од месо и ни доаѓа тешко. Кој ќе да е тешко, исплачи се, извикај се, но тоа не смее да биде 7 дена во неделата или 365 дена во годината. Тоа треба да биде толку колку што е, животот продолжува и животот има убави работи. Но легнувате и се будите секогаш со тоа што е карциномот во вас. И тие се пациенти кои што имаат посебна душа и таа душа не смее да се повредува. И треба многу со внимание да се пристапува од сите тие кои што учествуваат во процесот на лекувањето, ама е многу битна и средината во која што живеат, микросредината, семејството, но и пошироката средина. Јас секогаш им велам на пациентките, знаете што вие сте, ќе се вратите таму од кај што сте. И многу добронамерни, злонамерни луѓе ќе дојдат и ќе ви кажат, знаете што, денеска бевме на погребение и ја погребавме таа и таа има иста болест како вашата. И е така. 40% од вистината за секој карцином е исто она што го пишува во книгите за сите жени што го имаат карциномот на дојката. И тоа е она за кој што има право да зборува и комшијата и секој во бел мантел, значи секој некој што завршил медицина. Другите 60% се нешта кои што се врзани со кодот на болеста за секоја пациентка. После операцијата, тука е големата разлика во она што значеше лекување на карциномот на дојката пред 30 години и денес. Прво е во современата технологија која што возможува рано откривање на карциномот. Хирургијата и пред 30 години и денеска е помалку или повеќе ист. Во нијанси е разликата. Но патохистологијата, тоа е она која што е страшен голем чекор во диагностицирање на нештата врзани со карциномската болест. Значи, порано знаевме 2-3 работи, сега знаеме 30 работи за секој карцином. Тука е патохистологија, имунохистохемија, хормонални рецептори, херцептински рецептори и генетските испитувања ги работиме. Работиме една цела плејада на испитувања кои што се врзани и тие се 60% од вистината за секој карцином, ама таа вистина е знаат само тие луѓе кои што учествуваат во процесот на лекувањето. И се што интересира пациентката и кој што треба да допре и да ја заголица душата, да ја затрепери душата, ако го чуе од онаа група на лекари кои што учествуваат во процесот на лекувањето на карциномот на дојката. И затоа е многу битно тимски, професионален пристап во кој што секој од свој аспект го третира делот кој што е врзан со карциномската болест. Диагностичарот, целта му е раното откривање. Хирургот, целта му е тоа врз основа на сите аргументи од диагностиката да го направи максимално професионално коректно, како во правец на лекувањето, така и во естетскиот момент кој што е многу битен и за кој што може да зборуваме сега или во некоја друга прилика. Патологот треба со обработката на сите сегменти кои што се многу битни за понатамошното лекување, онколошко лекување, да ги даде сите аргументи, се што е врзано со карциномската болест. Затоа што тоа е многу голема разлика, а од тие разлики произлегува и начинот на третирањето понатаму во онкологијата. Психијатарот, знаете што е, многу е лесно да зборувате за карциномот на дојка или било каков карцином кој што е влезен кај комшиите дома. Ама ако ви влезе мечката дома кај вас, тогаш станува нешто страшно. И тоа страшно многу, колку се на поголемо интелектуално ниво луѓето, толку станува стресот и стравот поголем. Денеска со овие, јас што ги викам телевизори, со овие интернети, со овие компјутери, станува страшно затоа што многу луѓе немаат никаква медицинско признаење, а читаат на интернет, нешто знаат, нешто не знаат, нешто ќе дочујат, нешто ќе прашаат и станува таква толитава, тако хаос
во главата на пациентите и на семејството, и кога ќе дојдат сите збунети, сите плачат и сите мислат дека е крај на светот. Јас секогаш моветот со семејството, пошто секогаш сакам кога станува збор за карцином, посебно на дојката, да го правам моветот со у исто време со пациентката и со сопругот. Затоа што нешто допира, нешто не допира до пациентката, шок, страшно е тоа, али кога е сопругот тука, се што ќе кажете мора да влезе во семејството. И кога ќе се открие карциномот на дојка на време, јас секогаш на сопругот му велам, знаете што вие немате среќа. Му правам драмска пауза. Предпоставам што му се врти во глава. И продолжав, знаете што, вие немате среќа, ова жена ќе живее и ќе си умри тогаш кога ја пишано, ќе ве мачи уште 100 години и ќе си умри од тоа што ја пишано, не од карциномската болест. И кога ќе видите дека после тој муабет дошле со потонат брод, седнале пред мене. И после муабетот пола саат или од колку треба, од толку, они стануваат, гледаш дека теретот им паднал. Тоа е едно големо задоволство кое што можете да го почувствувате ако сте врвен професионалец, и тоа е нешто кое што ве храни. Затоа што вие понатаму ќе лекувате карциномската болест. Ама ако успеете да ја олабавите душичката на таа ранета жена, и ако успеете тоа понатаму да биде една голема придобивка во целиот процес на лекување, тоа е големиот успех за вас како доктор. Докторе, сакам да прашам, кои се најголемите фактори ризици за појавата на карциномот? Сега, што да ви кажам? Гледате сами, отворете, вие сте медиум и ќе видите што е. Јас со години сум дел од некакви каравани кои што ги невладени организации ги работеа со години. Тоа беше, сите ја знаат, госпоѓа Виолета Томовска, нашата пејачка, која што е жена со токао срце. Значи, она го организираше тоа, сето тоа беше без пари, без никаква математика, со една чиста душа, со една желба да се влезе, да се допре до секоја жена од планина, од село, од најзапуштените краеви во Македонија, за да им се каже на жените дека треба да си посветуваат внимание на собственото здравје, односно на дојките. И ние одевме со тој караван, група доктори, група ентузијасти, Виолета Томовска секогаш, господја Крашник Чучкова, одевме по местни заедници, во некакви планински села, кои што 3-5 жени има. И вие сваќате дека имате со жени кои што се од некакви планински села, кои што нема табер од ништо, не се нагазија на ламба, ама има чиста душа и сакат да ви слушаат. И тие жени ви веруваат не 100%, 200%. Вие велите треба да се сече глава, она не размислува. Она знае дека сте вие доктор, вика докторе сечи глава. И тие се многу убави за соработка, за работа, ама во такви средини карциноми вие еднате исклучително ретко. Нема телевизија, нема компјутер. Стануваш тогаш кога ќе станеш, легнеш тогаш кога ќе си легнеш, јадеш чисто, нема пестициди, нема загаденост ни на земјата, ни на душата, ни на друштвото. И во такви средини карцином нема. Карциномот го има во градот, во урбаната средина. Зашто? Еве да им кажем на Струмичани, тие што знаат или не знаат, јас сум роден струмичанец. Сум пораснат во Струмица, во градот, во кој што сега кога влегов не можам да го препознавам. Најубавото детство сум го поминал на улица во Струмица. Пред емисијата ви кажав, кога ќе доеше поројот, јас живеев Карши Партизанка и Пазарчето, значи се беше во кал. Струмица имаше зоолошка градина,
во која што имаше мајмуни, имаше лама, имаше камила, имаше здрав, убав живот. Млеко, кога го носеа млекото, имаше на коњска кола со ѓумови, го носеа млекото, и он викаше млеко, и жените излегуваа со тенџериња, и он со црпка, со мерица, од ѓумот ќе извадеше млеко, го ставаше во тенџере. Баба ми кој ќе го свареше млекото, 2 прста кајмак имаше одозгоре, и јас сум растен на леп тој кајмак и шекер одозгоре. Растев на масло од биволици. Се беше чисто, се беше здраво. Сега ми се пред очи, мојата војна донесе јагоди. Се вика Вецка Симичиева. Кога ги внесе јагодите дома, цела куќа миришеше на јагоди. Кога ќе дојдеа доматите, цела куќа миришеше на домати. Кога ќе ви пресечевте лубеница, цела куќа миришеше на лубеница. Денеска дали знаете што јадете, што пиете? Не. Струмичкото поле беше чудо. Сега земјата е испостена, не е далеко од оно што беше. Беше поравнарско ѓубре, сега е на хемија. Значи, живееме во време во кое што стресот е нешто кое што е секојдневие, дали е човек од градски, селски, не е битно. Гледате телевизија на која што ве бомбардираат секојдневно само со проблеми, ретко ќе си ја опуштите душата и ќе гледате и ќе слушате нешто убаво. На работа. Дедо ми имаше 2 криватици. Викаше, синко Сабајле, кога стануваш е најбитно да си среќен, а си среќен затоа што одиш на работа ќе ти биде убаво. И втората е, кога си одиш од работа дома, треба да си среќен, затоа што кога си одиш дома те чека семејство, во кое што ти е убаво. Хајде да направиме анализа сега на оваа приказка. Се будете намрштен, затоа што ќе одиш на работа, кај што дали ќе преживеш или нема да преживеш од оно што ќе го земеш, дали ќе земеш плата или нема да земеш, и ако ја земеш, дали ќе живееш до 5, до 20 или не знам што. Сето тоа се основа на проблеми, дали ќе платам струја, дали ќе ми исклучат, дали ова, дали не. Тоа е све стрес. Си одите дома, институција семејство не постои веќе. Не постои семејството. Јас сум живеен и растен во семејство во кое што после дедо ми на маса, на ручек, секој што ќе седнеше немаше да добие јадење. Значи, постоеше една сплотена институција на семејство. Мојот татко почина скоро. И најдов слики дома, во кој што, еве сега беше 1 мај. За 1 мај одевме на излет во Дојран. Фамилиарна фотографија од 30, 40, 50 луѓе. Значи, сите одевме како семејство, семејството постоеше и сите одевме некаде и се дружевме и живеевме во еден мирен, сплотен живот. Значи, да скратам, оно што ме прашавте. Денеска има толку ризични фактори со кои што секој е оптеретен и носи во себе потенцијал за да излезе на површина некој карцином. Дали ќе излезе и во кој момент ќе излезе, треба да настане некоја провокација. Најчеста провокација кај карциномот на жената, кај карциномот на дојката кај жената е хормоналниот стрес. Теоретски, тој хормонален стрес, затоа што дојката, кога ја разгледувате како карциномот на дојката, кога го разгледувате како болест кај жената, не е исто да го разгледувате во хормонално активниот период, значи до менопауза, период на менопауза и период постменопауза. Затоа што основната провокација на настанување на карциномот на дојката е хормоналниот стрес. Значи, хормоналниот стрес во хормонално активниот период на жената е врзан со секојдневие работа, исхрана и се она кое што не обкружува. Во периодот на климактериумот, хормоналниот стрес е физиолошко нешто во животот, во организмот на секоја жена. Значи, хормоните се хаос и тогаш може да исклучи на површина карциномот на дојката. И затоа во тој период од животот, значи, кај македонската жена, статистички
периодот на климактериумот е меѓу 45-та и 55-та година. Ние во тој период од животот на жената го имаме најчесто испровоциран настанувањето на карциномот. Но сите овие други стресови го провоцираат настанувањето на карциномот и многу порано, па да речеме од 20-та и до 45-та година. Или после тоа истите тие провокациони чинители го испровоцируваат настанувањето на карциномот после 55-та година, значи психички стрес, стресот на околината, храната и се она после 55-та година, кога жената веќе станува хормонално стабилно. Значи тоа е главните провокации и главните нешта кои што се во основа провокатори на настанување на карциномот на дојката. Генетиката е исто така многу битна. Значи, ако имате по женска линија овај карцином на дојка, возможноста за следните поколенија да го добијат секогаш е многу поголема, отколку ако го нема генетски во семејството овој карциномот на дојката. Тоа се нешта кои што денеска се актуелни и кои што се предмет на тие генетски исследувања кај семејства кои што имаат карцином во женскиот дел од популацијата. Така. И на самиот крај, пред да го завршиме првиот дел, на што треба да внимава жената после било какви третмани што се несува на карциномот на дојката, бидејќи на самиот почеток спомнавте дека од карциномот на дојката не се умира. Значи, кога ќе го добиете карциномот, приказката е една. Битна е да за секој карцином и за карциномот на дојката многу е битно раното откривање. Раното откривање на секој карцином, посебно на карциномот на дојката, е возможен само со редовно самопрегледување и редовни прегледи од компетентни доктори. Знаете што, најблиски од тие кои што имаат реален систем, а беа дел од она од кој што ние припаѓавме, на Југославија, се словенците. Значи, веќе она што беше порано се вработуваме, кој ќе добијам решение за работа и доживотно сум вработен таму, под услов ако не сакам да си одам од таа фирма, не постои во светот денеска. Значи, договорите се продолжуваат со некој ритм. Во Словенија работниот договор го продолжуваат на година дена. За да ви го продолжат секоја година работниот договор, ви морате да направите систематски преглед. Без да имате печат, дека сте имали гинеколошки преглед, комплетен со ПАП, и без да имате печат од компетентна институција за преглед на дојките, вие не можете да го продолжите работниот договор. Нема денеска милост. Друштвата се сурови. На тој газда од таа фирма му се битни здрави луѓе. Затоа што само такви може да му бидат добри работници. Од друга страна, државата мора да води сериозна сметка со сите тие скринизи што се прават за рано откривање на болеста, затоа што секоја пациентка кој што ќе се открие, ќе се открие карцином на дојка во понапредната фаза, таа е веќе пензионер, таа е веќе на државната каса, неспособна за работа. И заради тоа треба државата и секој работодавач со воспоставување на систем, на мерки за систематски прегледи, рано да ги натера жените преку тие прегледи да го откриваат карциномот на дојката, затоа што само тоа е добитна комбинација. Раното откривање е рамно на 99% излечив карцином на дојката. Секоја друга варијанта може да биде излечив, али процентот оди кон 60%. Ние, за жал, денеска гледаме, ја секој ден на тоа го гледам, во многу ситуации жените не сакаат да си ги покажат градите пред друг маж. Не зборам за приватно, зборувам за доктор. И заради тоа ниту имаат навика, ниту сакаат да откријат доктор.
за преглед на дојките. И кога ќе дојде цара до дувара, кога ќе стане дојката толкава и кога ќе се отвори рана од карцином, кога ќе почне да тече и да смрди, тога се јавуваат на доктор. Знаете што е тоа? Тоа е Централна Африка, тоа веќе го нема ни во Африка најверојатно. Ние тоа го имаме секојдневно. И тоа е производ на нашата генерална некултура и здравствена непросветеност. Од друга страна имаме сериозна категорија на жени кои што поминуваат редовни прегледи, ама тие редовни прегледи се кај некомпетентни доктори и го губат времето. И тие доктори прегледуваат, значи се е бизнис. Кога ти дојде пациентка со ехо на од дојка, а нема извештај и нема подпис на тој што го направил прегледот, се ти е јасно. Значи тој разбира, не разбира, ама не сака да зема одговорноста и да стави подпис на некаков званичен документ, кој што ние денеска за се гледаме како судски документ. Не е битен судскиот документ, битна е главата. Млада жена одела по доктори, вика се е во ред, се е во ред, и одеднаш, не е во ред, карцином во напредната фаза, она 2 години и на 3 месеци на прегледи. Имаме исто така една категорија која што исто така многу сериозно нешто. После бременост, после пороѓај жени, млади жени, имаме неколку струмичанки во фаза на доење. Значи, стварно е многу тешко да се направи разлика меѓу воспалување на дојката, кога е дојката во фаза на доење и некој тип на карцином. И заради тоа, многу е битна критичност. Значи, здравствена просветеност на жената и критичност на докторите кои што се бават, односно си дозволуваат да го прават прегледот на дојката, затоа што ако мене не ми е јасно, ако не знам, сигурно му е на некој друг појасно и повеќе знае, тоа треба да го на време да го направи, затоа што касните се големи. Казните по животот на жените се многу големи. Значи, најбитно е, како некој заклучок во целава приказка овдека, само преглед и преглед од компетентни доктори. Мирен сон нема никогаш, ама шансите, и ако го добиете карциномот, да бидете во групата на изалечени, ви се големи. Еве повторно во студио со прашање кои што дел ги пративте и по нашата имейл адреса. Вечер вас сомене доктор Митко Караѓозов, зборуваме за карцином на дојка. Прашањата кои што се упатени од наши гледачки се токму на оваа тема. Првото прашање е како се разликува цистата од ракот? Значи, се што се пипа како чвор, било каде во организмот на човекот, во медицината се вика тумор. И тумори има различни. Има бенигни, има малигни тумори. Кога станува збор за дојката, значи цистата спаѓа во групата на бенигни тумори, но потенцијално може да стане малигни. Како се разликува? Кога ќе завршите медицински факултет, кога ќе имате искуство од 36 години, многу лесно го разликувате тоа. Ама, битно е едно нешто. Значи, секој тумор не е палење на сијалица за паника. Значи, секој чвор што ќе се напипа. Цистата што е? Значи, во еден дел од емисијата рековме дека жлезданото ткиво на дојките е врзано со хормоните од јајниците. Ќе ви изнервира сопругот. Ќе ви се шекнат хормоните од јајниците, ќе се шекне жлезданото ткиво на дојките. Шекнувањето на жлезданото ткиво на дојките е стварање на меури кои што се полнат со ткивна течност. И тоа се вика циста. Ќе се смирите со сопругот, хормоните од јајниците ќе се смират, но цистата може да се повлече во целост и да залепи, може да се намали, може да остане да живее во организмот на жената и понатаму. Сега, може со овој стрес таа да се повлече, но следниот стрес да створи на друго место во истата или во другата дојка повторно тој меур. Таков меур, циста исполнета со ткивна течност. Ако таа циста не се повлече и остане да живее, со живењето во организмот на жената зидот почнува да се задебелува
И од внатрешната страна клетките кои што го исполнуваат тој меур се основа за развој на карцином. Ама тоа не се случува од една нервоза со сопруг. Значи треба години, стресови и така. Значи цистата е бенигна секојдневна творевина во животот, во дојките на секоја жена. Значи, јас секојдневно пипам, не знам по колку дојки, жените не треба да се плашат од цистите. Затоа што нема жена која што нема цисти сега овдека, утре на другата дојка или нистата дојка на различни места. Значи, има две нешта. Ретко која жена има исти поголеми на две дојки, уште помалку има жени кои што имат исти по градба две дојки. Значи, асиметријата во големината и во градбата не е болест. Тоа е една сосема нормална состојба која што е присутна во дојките кај секоја жена. Пак се враќаме на истото. Значи, што е да напипате? Кога е да напипате? Може би веднаш не треба аларм, ама со овој циклус ќе го направите прегледот, тоа го има. Ако го има и после следниот циклус во периодот меѓу 5 и 8 ден, нема што да си ја мачите сами душата. Треба некој плата зима за тоа. Ке си отидете кај компетентен доктор и он треба да одлучи шта ли е тоа циста, дали не е циста и кои исследувања, дали воопшто треба да се прават исследувања или само редовно следење и ништо повеќе. Значи, жената си е мајстор на својот занет, мајстор во кујна. Докторот кој што се бави со, значи не доктор кој што се бави со болести на дојката е тој кој што треба да одлучи дали е тоа бенигна, дали е малигна, односно да спроведе истрага и да докаже дали е нешто бенигно или не е. Така. Второто прашање на сестра ми е диагностицираа циста на едната града, но и рекоа дека нема потреба да се оперира, бидејќи лекарите ќе пробале со лекарства да ја намалат или уништат. Се плашам за неа. Дали е тоа возможно? Сакам да прашам дали да одиме на консултација на друг лекар. Значи, пак на муабетот ќе се вратиме. Ја ви реков дека најбитно од се е стресот. Ако вие на жената и објасните што е причина за настанување на цистата. Значи, кога правам муабет со пациентка која што има цисти, јас секојаш го велам ова. Ја раскажам приказката како дошло цистата. Значи, ја не можам да го решам низиниот брачен проблем или не можам да го решам проблемот на стрес на работа, на улица или било каде, но оној дел од стресот кој што е врзан со напипување на цистата, тоа е моја должност како доктор да ја го објаснам и тој дел од стресот да и се намали. Затоа што ако некаков стрес ве довел до стварање на некаков тумор, ако тој тумор ве внесува во стрес, вие влегувате во затворено тркало од кој што излегувањето е многу тешко. И затоа е многу битно на тој пат да дојдете до компетентен доктор кој што ќе знае да го прекине ланецот на не на провокацијата на стресот. Тоа доктор не може да го реши. Ама на пациентката ако ја олесни дека покрај стресот од улица, од дома, од било каде, го има и оној стрес од оно што носи во себе нешто кое што во првиот месец чини страшно, докторот тоа му е задача да ја објасни дека тоа не е ништо страшно. И дека ќе помине стресот, тоа ќе се среди. Значи, ниеден доктор не може да ја го реши проблемот на цистата на сестрата на пациентката. Тоа може самата пациентка да си го реши. Ако го реши проблемот кој што довел до провокација на хормоните од јајниците, а таа провокација на хормони од јајниците ја створиле цистата, сега имаме обратен ред. Чим ќе се реши проблемот, психичкиот, ќе се смират хормоните и тоа е можност да се реши цистата. Така. На мајка ми ја извадија градата, сега не сека да прима никаква терапија, ниту пак да оди на контрола. Донесе одлука дека нема ниту хемотерапија да прима, ништо. Може ли да дадете некаква прогноза што ќе се случи доколку не ја прима терапија? Типично за македонска жена, што да ви кажам. Сите ги сакаат хирурзите, и стварно се хирурзите убави, умни луѓе, еве. Никој не ги сака онколозите.
Значи, ве молам, карциномот на дојката. Пак ќе се вратам на мојата болница од која што доаѓам. Бара тимски пристап. Тоа не е случајно направено. Значи, немам сакам или не сакам. Ви имате болест која што бара целта на кога ќе имате карцином е излекување на карциномот на дојката. Значи, имате болест, имате диагностички процедури, имате хирургија, имате патохистологија. Се редат коцките на мозаикот. И вие ако сакате да живеете, ако господјата сака да живее, значи не е доволно јас се оперирав. Ја морам да имам се она кое што тимот на доктори, затоа што ние не сме видовити и не лекуваме врз основа на убави очи. Ние лекуваме врз основа на аргументи. Имаме аргументи пред операција, имаме аргументи после операција. Сето тоа влегува во шемата на протоколите на светската статистика за лекување и сето тоа води кон статистички излекување или процентуално излекување на карциномот на дојката. Значи, ги имате аргументите, ќе направите се што треба да направите и велите врз основа на таа статистика, шансите вие да живеете се толку и толку и толку. Но, ако се оперирате и не ја завршите приказката до крај, одговорноста е на пациентката и тоа е типично за Македонија. Ќе ми падне косата од хемотерапија. Косата ќе никне и на сите жени, за жал. Не убаво ако го добиете карциномот на дојката, ама стравот од хемотерапија и паѓање на косата е нешто кое што е стравично. Зашто? Страшно е да се видите пред огледало и да си ја фатите косата и собствената косата си ја земате во раци и да ја фрлате. Затоа што она ви паѓа од хемотерапијата. А имате прво глава на раменици и ќе живеете, ќе се радувате на внуци, на правнуци и на сите нешта, а косата ќе порасне на секоја жена и сите жени после хемотерапија имаат поубава и поквалитетна коса колку што имале пред тоа. Тоа е вака сега не е нешто убаво, ама навистина е така. Значи, треба да се почитува тимски пристап во лекувањето на карциномската болест и она се што треба да се направи, треба да се направи. Нема сакам или не икем. Влегувате во шема и треба да ја терате приказката до крај. И последното прашање, многу накратко, бидејќи се подготвува второ издание на Вести, не се согласувам со констатациите на лекарите дека ракот на дојката настанува од пушењето и нездравата исхрана. Мојата баба нека почива мир, се хранеше здраво и никогаш не пробала ни цигара. Од тоа умре. Практично од рак на дојка. Значи, многу чинители има. Пушењето и ракот на дојката не би ги поврзал едно со друго. Пушењето и карциномот на белиот дроб е нешто што е многу врзано. Треба да се расчачкаат многу работи, значи не значи ако живеете здрав живот дека нема да бидете оптеретени со карциномска болест било каква. Значи зборуваме за статистика и зборуваме за најголем процент. Во секое нешто имате исклучоци. Бабата е исклучок. И мојата баба, не знам колку ги има време, мојата баба живееше до 92 години. Ја памтам по едно нешто. Секој сабајле имаше едно джингано канче, значи во него ставаше леп, дробеше леп, чај, 2 лажички мед и 1 лимон. Тој беше доручек барем 30 години, ако што растев со неа. Истото канче навечер дробеше леп, ставаше кисело млеко, ама од ова кисело млеко од ѓумочо беше со 2 прста кајмак и одзгоре шекер ставаше. Ручеше тоа што ручевме сите, пак умре од карцином, не пушеше, најнормален здрав живот, умре од карцином. Имало нешто. Мајка ми умре исто од карцином, значи тоа е баба моја по мајка, не од исти тип на карцином, на различни органи, ама пак од карциномска болест. Немам сестра, не знам во тој правец генетиката како ќе оди, и татко ми почина од карцином, така да јас сум генетски оптеретен со карциномска болест. Битно ми е две работи, да морам да правам, пошто имаме семејно оптеретување со карцином на дебелото црево, еднаш горнична колоноскопија,
еднаш годишно гастроскопија, значи со истата анестезија се прави и гастроскопија и колоноскопија, и спијам рак. Дали ќе го добијам? И ако го добијам, ќе се открие на време, колегите ќе направат се што треба и Митко треба да живее до 101 година. Доктор, јас ви благодарам на преубавите совети кои што меѓу другото им ги дадовте на нашите гледачи и се надевам дека многумина ќе излечат и многу поуки од вечерашниот разговор кој што го имавме. Јас ви посакувам уште многу успешна работа и понатаму. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте дел од ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Следуваат второто издание на вестите на ТВ каналот ВИС со колегата Ване Трајков. До гледање.